Prvite 365 dneva životot na deteto. Развитокот на доенчето. Бебето има 11 месеци. Со 11 месеци сите деца би требало веќе убаво да лазат. Тоа значи и бебето мора да е во состојба своите членки ритмичко да ги повлекува напред, по десната рака левата нога, а по левата рака десната нога. Способноста за движење на 4 нозе е крајниот дострел во лазењето. Запомнете, ако вашето дете пред крајот на 11-тиот месец се уште не може да лази, користејќи ги рацете и колениците, тогаш без друго посоветувајте се со детскиот лекар. Сега за седењето. Ако сега ја испитаме рамнотежата на доенчето, ќе видиме дека тоа не се превртува веќе ниту назад, ниту настрана. Бебето со рацете и со телото се протегнува напред или пак се опира на рацете за да не падне. Сега тоа сосема ја овладеало рамнотежата и седи со исправен грб. Со тоа и развитокот на седењето е наполно завршен. Да погледнеме како седи ова машко од 11 месеци. Опирањето, например, овде се уште можеме да го забележиме. Реакцијата за рамнотежа автоматски се вклучува. Дури кога детето ќе се позабави со некоја играчка, рамнотежата потрајно се воспоставува и веќе ја нема опасноста таа да се загуби. Ако детево се помрдне од урамнотежена состојба, тоа не се протега напред со рацете и со телото како што го правеше тоа девојчето. Наместо тоа, ова се опира врз рацете. Запомнете, сите доенчиња од 11 месеци би требало сосема сигурно да седат колку што им се сака. Најудобна подлога за ова им е тврдиот под, се разбира, тој не смее да е студен. Сега за стоењето и за седењето. Исправеното држење на телото, кое сега детето сосема самостојно го постигнува, е карактеристично само за човекот. Погледот е насочен напред, телото е исправено, стапалките ја носат тежината на телото. Неговите реакции за рамнотежа во која и да е положба го пазат детето од паѓање, а освен тоа ги усогласуваат и неговите движења. Дури и сосема кусото придржување е доволно за да му се помогне на детето во неговите први несигурни чекори, цврста маса, детска количка во движење, раката на возрасниот. Сето ова за бебето е погодно за да се придржи. Најголемиот број деца првите чекори ги прават настрана. Додека се придржуваат за некој дел од мебелот, тежината на телото наизменично ја префрлаат од едната на другата нога. Подоцнежниот ритам на одењето се зародува токму сега, додека едната нога е протегната и ја држи тежината на целото тело, другата се издига. Главата и горниот дел од телото ги следат движењата на нозете со своји соодветни движења.
Dojenčinjat od 11 meseci pokreće korenjeto nastrana, ako gi pridržime zaraka, može da se dvižati napred. Za vistinski čekori ke može da stane zbor duri togaš koga deteto neoptovarenata noga ke može so sopstveni sili da ja podigne i da ja nasoči napred. Vakvo njegovo drženje na teloto je tipično za ova dejstvije. Dolni oddel od teloto je sosema isturen napred. Stapalata se celosno optovareni. Čekorite vo početokot se koleblivi i široki. Samo jedna polovina na zdravi dojenčinje od 11 meseci se vo sostojba da gi napravat prvite čekori bez pridržuvanja. Zapomnete, ako vaše to dete nova возраст se ušte ne može samostojno da čekori, nema pričini da se voznemiruvate. Ovde gi gledame prvite obidi na dojenčevo zaodenje. Se razbira go zabeležuvame i toa koliko golem nastane toa za samo to dete. So posredstvo na nekoja interesna igračka, majkata go primamuva deteto toa samo to da napravi čekori. Rastojanije to među majkata i deteto najprvim treba da je mnogo malo, za deteto da ne se presiluva. So tekot na vreme to rastojanije to može da se nagolemuva. Zapomnete, ostavite si go deteto koliko što može povijeke da odi boso. Se razbira samo vrst podloga koja ne je studena. Deteto isto taka može da nosi i čevlički, čiji gjon ne je lizgav. Lošite čevli može da predizvikat česti padjanja, tako što deteto ke se obeshrabri i ke zagubi radosta i voljata za odenje. Stojenje to kaj prvite čekori je isto toliko teško kako i dviženje to. Koga deteto ke se obide da odi, toa mora da znaje deka ke ima za što da se pridrži koga ke stigne na celta, da rečeme za rakata na majkata ili za nekoj predmet. Da go pogledneme uštednaš ona tipično protegnato drženje na nogata. Pri ova važno je deteto da stoji vrst celo to stopalo, a ne samo na vrvot od prstite. Momčevo malku zaostanuva vo svojot razvitok za stojenje i odenje. Toa dolgo se koleba dodeka se osmeli za nekoj čekor nastrana. Duri nikoga go vodat zaraka, detevo ne saka da odi. Toa stoji so rašireni noze i cupka na mesto to. Kaj nego se ušte ne može da stane zbor za vistinski čekori. Nova ne je nikakov znak na bolest, zašto detencevo je kadarno da stoji vrst celo to stopalo, a ni nozete ne mu se mlitavi, niti pak se opira samo vrst prstite. Zapomnete, početokot na odenjeto i bebeto zavisi među drugoto i od vrodeното tempo na razvitokot od težinata na deteto, kako i od pravilnijot odnos na roditelite. Ne pridavajte mu golemo značenje na odenjetovo prvata godina od životot. Mnogo považno je vaše to dete od 11 meseci da može ubavo da lazi. Сега задржењето предмети. Веќе од 8 месец забележуваме како бебето се почесто се служи со прстите при земање некој предмет. Сега тоа може да ги зема и ситните трошки од масата. Показалецот е свиткан и заедно со палецот формираат клешта. Ова дете се уште не може да ги фаќа предметите со врвовите од палецот и показалецот. Тешко му е да се служи со одделните прсти. Zapomnete, ako vaše to dete se ušte ne bide vo sostojba da se služi so vrvovite na palecot i na pokazalecot, ne je čudo vije da ste pričinata što ne ste mu podavali da pofaća pomali predmeti. Zato podajte mu, na primjer, petlici ili pomali kockički, za da može da je vežba ova funkcija na prstite. Pri ova se razbira bidete sekugaš do nego i vnimavajte da ne gi stavi deteto predmetive v usta i eventualno da gi goltne. Najpogodni z ovije vežbi se troškite od biskviti.
Сега детето можете mirno da го stavite na детското столче и да се игра на масата. На овој начин тој ја нема полната слобода на движење како кога е на подот, но зато е поттикнат на позасилена концентрација врз некоја играчка или игра. Напротив, на подот, поради поголемите движечки можности кои исто така се важни за оваа возраст, помалку може да се сосредоточи врз една работа. Дејствијата на земање и испуштање кај девојчево се толку хармонични што таа е веќе способна петлицата да ја уфрли и во шише. Да погледнеме како го прави тоа девојчево. Сега за забележувањето. Во последниве месеци стана јасно дека забележувањето не може да се наблюдува одделно како самостојна функција. Забележувањето е сега вградено во играта на детето. Сетилните функции, памтењето и првите мисловни функции заедно се преплетуваат. Да погледнеме уште еднаш кои се предуслови се значени за оваа игра. Мајката ја сокрива играчката под излабената коцка. Детето првин ја гледа играчката, а потоа забележува дека ја снемува штом ќе се поклопи. Но сега тоа не го заборава предметот, како што бил случај порано, туку постојано ја бара играчката што му исчезнала од пред очи и ја бара токму таму каде што ја беше видел играчката порано. Ова ни покажува дека вниманието на детето сега веќе може да се сосредоточи подолго време врз еден предмет, потоа дека го помни предметот дури иако му е надвор од видното поле. Девојчево не се задоволува само со првото откривање на играчката. Таа самата сака да проба дали сокриениот предмет одново ќе се појави од издлабената коцка. Љубопитно ја подига коцката, одново ја става врз играчката, пак ја крева и на играта и нема крај. Детето е задоволно што може да располага со предметиве, што може по собствена волја да ги зема и пак да ги враќа. Тоа е слично на поранешното криенка-миженка. Играта со кривање им е омилена игра на сите млади од бебешка возраст па и низ целото детство. Според возраста на детето се менува и формата на играта. Ова се главно така наречените социјални игри во кои учествуваат по две или повеќе лица. Кај ова дете, ова во моментов не можеме сосема јасно да го согледаме, зашто тоа се уште играчката предимно ја наблюдува, ја опипува и ја става во уста.
Sokrivanjeto i otkrivanje na predmetot ni odblizu ne bi mu go davalo ona zadovoljstvo, ako majka mu negi spodeluva sonego i napnatosta na igrata i radosta od neja. Možeme da zabeležime deka na bebeto ne mu se dovolni samo ovije lesni zadači. To na vistina mu se raduva na sekoj pottik, no bi sakalo i samo to nešto da se obide. Iako ne mu dademe možnost za to, a deteto ponekogaš rešitelno ke se sprotivstavi. So setzt sich das Kind jetzt schon manchmal heftig zur Wehr. Potrebata za sobstvena aktivnost već je značitelno pogolema. Iako mu je ovo zmožime ova aktivnost, kaj nego fantazijata, odnosno samostojnata igra, slobodno će se razviva. Zapomnete, potiknuvajte go vaše to dete v ova igra i dajte mu možnost, a slobodno samo da si gi isproba sposobnostite. Detet otkriva deka neko i nešta može da gi dobliži, iako ne može da gi dofati direktno so raka. Može znači da gi dobliži so posredstvo na drug predmet. Taka, deteto ke može, na primer, so jažence da go privleče kon sebe patčeto, automobilčeto ili nekoja druga igračka. Deteto patem pokažuva deka gi razbralo ovi jednostavni odnosi i deka evo sostojba da go iskoristi za svoj potrebi ona što već je go naučilo. Zapomnete, deteto so ova novo otkritije, evo sostojba so pokrivkata od masa da povleči da ispokarši vazni ili čini. Vakvi možnosti ne smijete da mu dozvolite. Ova dete ušte ne je svaćalo povrzaноста. To v sušnost misli deka i jaže to igračka za sebe, ne sogleduvajki za što može da mu posluži. Za razliku od nego, devojčevo igračkata ne jagubi od predvid i vo toj mig go koristi jažeto kako pomoćno sredstvo za da je dofati sakanata igračka. Сега za govorot. Kako što vi je poznato, sosema je normalno dojenčinjete na ova возраст da možat da izgovarat barem jedan bebeški zbor, so koji će izrazat nešto opredeljeno. Devojčevo postojano go povtoruva zborot ku-ku, za da je natera majka si da si igrat krijenka miženka.
Што се однесува до разбирање на говорот, повеќето деца од 11 месеци ги разбираат едноставните покани за игра. Miriam, wo sind Mamis Augen? Mach Hajde, Mami. Највидно станува разбирањето на говорот кога бараме од малиот да направи гест што веќе порано го има научено. Со определени движења ќе изразиме сосема определени содржини. Покажи, покажи. На прашање колку е нешто големо, детето ги расширува рацете. Одделни игри се секогаш врзани за определени гестови, да речеме покривање на очите за играта криенка. Детето од 11 месеци полека почнува да реагира на забрани што се повторуваат. Ако детето го скараме поради некоја постапка, тоа за миг ќе сопре со неа. Miriam, was machst du denn da? Nein, du, pass mal auf. Du Böse. На бебево не му дозволуваат да ја вклучи ноќната лампа. Но карактеристично е за децата да го прават токму она што им се забранува. Запомнете, забранувајте му на детето само она што е неопходно, но еднаш изречените забрани морате да ги почитувате. Сега за социјалниот развиток. Покрај контактите со другите луѓе, во социјалниот развиток спаѓа и така нареченото осамостојување на детето. Така гледаме дека девојчево може сосема само да пие. Значи, најпрвин самостојноста се развива кај земањето храна, потоа во слекувањето и во облекувањето, а потоа и самостојното одење по нужда, седнување на нокширот. Јадењето од рака е новиот чекор во самостојувањето на доенчето. Детето од 11 месеци може само да јаде кекс или нешто слично. И затоа, постојано треба да му даваме можност за тоа. На детето полесно му е да јаде од својата рака одошто самото да пие. За држење, шолјата за пиење, потребна е соработката на двете раце. Во секој случај, многу е полезно детето одрано да се научи самостојно да јаде и да пие, но не би требало ова да го правиме со сила. Запомнете,
Na deteto mu je nužno ohrabruvanje vo razvitokot na negovite sposobnosti i vo razvitokot na negovata kompletna ličnost. Все što pravi deteto go pravi niz igra. Ljubopitното istražuvanje i isprobuvanje ušte dolgo vreme ke bidat na prv plan. Zato deteto ne treba da se prekinuva koga si igra, ili pak da rečeme, ako se izvalka dodeka se obiduva samostojno da jade ili da pije. Nekoj deca ja isplukuvat kašata, jadat so prsti ili pravat drugi nesmasnosti. Nekoj pak ne sakat da im sedat vskut na majkite dodeka jadat. Nekoj deca dodeka jadat sakat da stojat, zašto možat i ova da go storat, a drugi te predpočitat da sedat vo svoj stol. I kako i sekogaš što stanuva, so trpenije i so razbiranje, će se postigne povike odo što so prekori ili kazni.